Благодарам, потпредседателке. Почитуван заменик министар, почитувани колешки и колеги пратеници во Македонското собрание, почитувана македонска јавност. Заменик министре, дали сте слушнале за Христијана Парулеска? Заменик министре, Христијана Парулеска, дали сте слушнале за неа? Дали сте слушнале за Вања Ѓоргиевски? Дали сте слушнале за синот, не можам да се сетам на името, но презимето е Морина, на мојата колешка, доктор Морина, синот, врвен математичар, генијалец, основно училиште. Антонио Андоновски, Македон Димитровски. Многу такви деца има Македонија. И знајни и незнајни. Врвни математичари. Малиот Морина, мајка му кажува дека седи навечер и калкулира, не знам во какви формули и какви проекции прави, докажано е во НАСА дека значи посебни системи и алгоритми може да пресметаат тоа што овој мал генијалец го прави дома. Ама никој не им помага. Истото е и со Македон. Знаете ли која е состојбата и што велат родителите на овие деца? Ние сме нивни представници. Сите ние тука. Тие велат дека е многу тешко да се тропа од врата по врата, да се моли за спонзорства. И многу е тешко. Незамисливо е тешко. Тие се тие средства. Еве ќе ви кажам, Вања Ѓоргиевскиот Прилеп има златна медаља по англиски на светскиот надпревар Хипо и за малку немал да отиде, значи да се надпреварува, бидејќи немале средства како да појдат. Се е на грбот на родителите во оваа состојба. Според Евростат сме на 8-то место за одлив на мозоци. Значи ние не сме дивјаци, ние не сме пустелија, како што некој сака да не прикаже. Ние имаме убави и умни луѓе. Јас сум го зборела тоа и претходно. Јас во мојата речиси 20 годишна кариера како наставник не сум сретнала глупаво дете. Мрзливи, да. Разгалени, да. Ама глупаво не. Ние имаме сериозен недостаток во канализирање на фондирањето на ресурсите онаму каде што се најпотребни. А тие се тука потребни. И не можете да ми кажете, значи тоа што го кажувате вие друго, вие зборувате за стипендирање на добри студенти на универзитетите во Република Македонија. Но што станува збор, кога станува збор за овие деца во основно и во средно образование? И зошто дозволувате, како власт, наместо да си ги наредите тие медали на вашите гради, зошто дозволувате градоначалниците да превземаат таа улога, и да ги даруваат, и да им доделуваат плакети на овие талентирани деца, и така натаму, и така натаму. Нема потреба од тоа. Државата мора да обезбеди средства за подршка на талентираните и надарените деца. Затоа што сите експерти укажуваат на тоа, дека нашиот образовен систем е интоксифициран. Ние сме затруени со лоша наставна програма, со многу политизација во образованието, таму каде што најмалку треба да има политика, таму имаме политика и немаме, навистина, немаме средства за нив. Како вие како Министерство за финанси, или може би вака, да ви ги праќаме вас, како се јавуваат родителите, да ви ги препраќаме вас, ама нема министра да ги примите. Не се они битни. Битни се другите коалицијски договори, големите трансакции. Тоа е она што им пречи на луѓето, а луѓето тоа веќе го знаат. Тоа ми пречи лично и мене. Затоа и го поднесувам овој амандман. Ние не сакаме да бидеме замка некоја, но каде се парите кои што ги обезбеди Царовска, претходната министерка за образование? За така наречената концепција. Каде се предвидените средства од буџетот за овие прашања? Овие се суштински прашања. Овој начин е уште еден дополнителен доказ дека вие не само како влада што не ги гледате вистинските параметри, туку работите против интересите на Македонија и нејзината иднина. Зашто иднината
Ако им ја одземете образовниот процес и го уништите здравствениот систем, еве се запалила се ова клиникава, документиве, готово. Отиде се во ветар. Нема онкологија, нема ништо. Што сме ние? Обични марионети. Зошто бе луѓе така се однесуваме едни со други? Не ја разбирам потребата од било какво политичко активирање. Ако немаме свест, дека ние треба нешто да донесеме од тоа, да има продукт од тоа. Ништо не значат нашиве биографии, обичен лист хартија, ништо не значи ова време тука што го поминуваме, ако не можеме да се разбереме. Недозволиво е. Не можам, ужасната сум. Појдете, еве, изгуглајте на интернет, отворете талентирани ученици, не по хемија, бронзени медали светски, не по математика, не по странски јазици, па да ви е мило да знаете дека имате такви деца. И мило ми е. Информатички гении имаме во Македонија. Не ги ни знаеме, тие луѓе работат од дома. Се обучуваат, работат за странство, ниту се на оптеретување во партија, ниту бараат нешто од државата. Живеат тука, придонесуваат тука. Зошто да не бидеме едни од тие кои што дале придонес во нивниот животен развој, во образовниот систем? Затоа се потребни овие пари. Нели можете да направите малку некоја нова калкулација? Морам да ве убедам. Не можам да прифатам дека не можете да разберете што бараме. Зошто ќе ви кажам уште нешто. Не прифатете, одбите го ова. Не испреговарајте нешто за овие деца. Јас ви гарантирам дека следнава година првите големи расходи за глупости што ќе ви ги најдеме, јас лично ќе барам во обвинителство да се покренат обвиненија за нечинење и за злоупотреба на должностите. Не може да немате сенс како министерство и да не гледате што е важно за државата. Не ви се допаја, може да не ви се допаја, може да мислите дека сте мокни. Морам да ви кажам, животот е многу краток, тркалото се врти, треба да размислувате многу подалеку од онолку колку што размислувате. И треба сите ние тука да размислуваме за иднината на Македонија.